Последни вести денеска, добро вечер. И официјално надминате прагот на дозволената вредност на штетните честички во воздухот во главниот град, алармираше Министерството за животна средина. Откако неколку дена поред Скопје е меѓу најзагадените светски метрополи. Дневните мерни станици два последователни дена регистрирале повеќе од 150 микрограми на метар кубен, а најлоша е состојбата во центар Газибаба, Карпош, Лисичи и Ректорат. Поради ова од Министерството, меѓу другото, препорачуваат ослободување од работни обврски за бремените и хронично болните, редуцирање на времето на работните активности на отворено, зголемени контроли на градилиштата, но и на инсталациите со А и Б интегрирани еколошки дозволи. Мерки против загадувањето, како засилени инспекциски надзори и забрана за движење на тешки товарни возила во утринските часови, најави и градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. Во спонтана дискусија пред просториите на градот Скопје, представници од иницијативата Зелен хуман град од него побараа проактивни мерки за спречување на загадувањето со фокус на отпадната индустрија, зашто Ѓоргиевски им вети средба во текот на идната недела. Со сите министри со кои ние сме дискутирале, ако се зголемала на индустријата, ако се намалела односно емисиите, ако се намалела работата, ќе се клекнала индустријата, БДП-то не знам што. А нашите животи? И не се слагам. Минати министри. Тој кој минати се слагам, тие минати министри кои што така изјавиле, не се сложам со ништо од нивна страна и напротив, ние со нашите инспекциски служби изминатиот период постапуваме во координација со државните институции, односно државните инспекциски служби. Сепак е подобра инспекциската служба споредбено со било која друга општина во државата и постапуваат на терен постојано луѓето, работат и навечер, особено навечер. Значи викнете на состанок, ќе се договориме. А и ова, како и минатите години, спасот од загадувањето ќе го бараме во природата, односно ветрот. Според Управата за хидрометеоролошки работи, на почетокот од следната недела е најавен дожд и ветер, кој што се очекува да го расчисти воздухот барем за неколку дена. Ваквото време, значи, преку денот и во поголем дел од денот со појава на магла, подделни котлини, вклучително и Скопската котлина, ќе се задржи се до вторник, без ветер, дивко време и магливо. Веќе во вторник, кон крајот на денот, во текот на ноќта и во следните денови очекуваме промена на времето. Јавниот обвинител спроведува истрага против 33 лица за злоупотреба на јавни набавки, перење пари и други кривични дела. Во координирана акција на повеќе локации низ земјава, од слобода се лишени 11 лица, од кои 6 веќе добија притвор, а меѓу нив е и Бујар Дардишта, кадар на ДОИ. Случајот вклучува злоупотреба на јавни набавки за милионски износи и перење пари. Елизавета Дамјановска-Спасеновска. Дури 33 лица се осомничени, од кои 11 се уапсени. Во големата акција, што во текот на ноќта помеѓу 17 и 18 декември, под раководство на јавен обвинител од основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, била спроведена координирана акција на повеќе локации во Скопје и околината, како и во Куманово, Неготино, Велес, Пехчево, Пробиштип и Кочани. Првоосомничен е екс-директорот на ЕСМ дистрибуција на топлина Бујар Дардишта, кој беше уапсен при обид за бегство на граничниот премин Долно Блаце, а истрагата се води за повеќе кривични дела, злосторничко здружување, злоупотреба со јавни набавки, перење пари и други економско-финансиски кривични дела. Според наводите во наредбата за истрага, во текот на 2023 година, тројца осомничени како службени лица, вработени во ЕСМ дистрибуција на топлина Доел Скопје и 4 управители и собственици на двете осомничени фирми, создале група со цел вршење кривични дела, злоупотреба на тендерски постапки, кон групата се приклучиле останатите 26 осомничени лица. И со тоа го оштетиле буџетот на компанијата за 7,6 милиони евра. Истите договориле на огласот за јавна набавка да се пријават правните лица од Скопје и од Куманово, при што правното лице од Куманово се јавило како економски оператор со понуда со непотполнета документација и повисока понудена цена од правното лице од Скопје, кој дал понуда во износ речиси идентичен со проценетата вредност на јавната набавка,
иако истата не била објавена во огласот за јавната набавка. Како што се вели во соопштението на МВР, пријавените со намера да го прикријат потеклото, движењето и сопственоста на парите, пуштиле во оптек, примиле и пренеле нешто над 2 милиони евра, со што го направиле делото перење пари. На Дардишта и уште 6 од осомничените им е одреден мерка притвор, додека на други 6 им се определени мерки за обезбедување присуство. СДСМ поднесе иницијатива до Уставниот суд за поништување на резолуцијата за мигрантите, оценувајќи ја како неуставна и закана за слободата на говорот. Опозицијата тврди дека резолуцијата ги ограничува политичките права и демократијата во Македонија, додека власта ја брани и ја смета за легитимна. Уставниот суд потврди дека ја примил иницијативата и ќе постапува по неа. Јана Јосиповска. Уставниот суд да ја поништи резолуцијата на владеачките партии, да го заштити уставот и слободата на говор, побараа од СДСМ, од каде денеска и официјално поднесоа иницијатива до судот. Од опозицијската партија реагираат за повреда на уставот и членот 16, кој како што велат ги гарантира слободата на говорот и јавниот настап, слободата на уверувањето и кој забранува цензура во секаква форма. Според СДСМ, ваквата резолуција е директен напад на слободата на политичко дејствување на опозицијата во целост, со што се загрозува демократијата и поредокот на Македонија. Оваа тема никако не може да биде третирана како создавање паника и како закана за јавната стабилност. Не може резолуција во собранието да биде против наративот на опозицијата и да се заканува повикувајќи се на кривичниот законник, прекршоци и кривични пријави заради искажан збор. Уставниот суд мора да ја укине оваа неуставна резолуција. Од Уставен за Канал 5 само кратко потврдија дека ја добиле иницијативата и по неа тековно ќе се постапува. Премиерот Мицкоски пак без коментар за иницијативата на СДСМ до Уставен, но изрази жалење што опозицијата не учествувала во носењето на резолуцијата во собранието. Јас наистина жалам што СДСМ не беше во рамките на парламентот да изгласа резолуција со која што ќе заеднички се обврземе дека било која влада да биде во Македонија, дека нема да дозволиме изградба на мигрантски кампови. Тие одлучија да калкулираат и напуштија салата. Јас наистина жалам, бидејќи претходно водеа една лажна кампања дека ние сме се служили за нешто за што не сме се служили. Така што еве нека одлучува Уставниот суд, јас одлуките на Уставниот суд не ги коментирам. Препукувањата меѓу власта и опозицијата за темата со мигранти во Македонија трае веќе со недели. Од СДСМ прво понудија антимигрантска резолуција, но не ја доставија официјално до собранието, а потоа владеачките во МРО-ДПМН знам и вреди доставија своја верзија со наслов Резолуција за осуда на манипулациите на опозицијата и за потврда на политиките против нелегалната миграција, која помина со 65 гласа за и без учество на опозицијските пратеници, кои во знак на револт ја напуштија седницата. Околу реакциите од Грција за неговата изјава за употреба на името на државата, премиерот Мицкоски денес истакна дека за него името Македонија е свето и дека има слободно право на говор да се кажува што мисли. Па видите, јас во принцип не сум човек што сака цензурирање или закани, така што за мене името Македонија е свето име и моje право слободно на говор е да си кажувам како што јас мислам. Тоа беше се во вечерното издание на Вестите. Пријатно.